Вести, македонска музичка сцена. Новитети, промоции, настани, албуми. 60 минути музика на кирилица на Радио Слободна Македонија. Мак сцена со Ване Марковски. Добар ден, нови 60 минути Мак сцена на Радио Слободна Македонија. Емисијата која што и денеска ќе ги истретира сите настани на македонската музичка сцена и ќе испромовира се она што е ново и актуелно. Тука сме да дадеме и поддршка на нашите млади музички артисти и денеска ќе ви представиме едно ново младо музичко име. Девојчето ни доаѓа од Битола, кажав девојче, но не од аспект на години, значи не е толку баш млада, туку од аспект на кариера. Баш интересно е што кариерата ја започнува токму сега. Ќе имаме убав разговор и ќе имаме убава промоција на незината работа и незината музика. Нека биде мало изненадување. Кога се однесува за останатите гости, можам барем дел од нив да најавам. Во студиото во пресред на Скопски фестивал денеска ќе го имаме Мики Секуловски, еден од учесниците на фестивалот кој што на 12 се одржува во Метрополис Арена. Ги добивате деталите за македонскиот радиски фестивал закажан за 24 ноември во Македонската опера и балет. Младиот Борис Цветановски е исто така дел од денешната Мак сцена, момчето кое што во вторникот направи радио концерт представувајќи го својот албум концертно и акустично на РСМ, албумот Дожлив ден и сите 8 композиции. Денеска за вас повторно муабетиме за албумот, на овој пат муабетиме, не музицираме и дознаваме како помина промоцијата и како досега после една недела од промоцијата на истиот Борис е задоволен од реакцијата на публиката и на оние кои што ја слушнале неговата музика сместена во Дожлив ден. Ване Марковски, Владо Дамјановски, следниве 60 минути во Мак сцена заедно со вас на Радио Слободна Македонија. А музички ќе стартуваме со нешто од првиот наш гостин кој што ќе го слушнеме за многу кратко. Мики Секуловски, Друга не допира. Твојот лик и ново утро, уште спиеш ти крај мене. Тој зрак ги буди твоите усни, сонливо зборуваш, а јас те гледам без да мислам на секој ден. Што ме краде од тебе и секој час ми треба да те чувам во прегратки, така знам дека имам се. Можам да бидам со некоја друга, што тебе те снемува, но ти си во мене, длабоко тука, кај што никој не допира. Можам да губам време со друга, што тебе те снемува, но ти си во мене, длабоко негде,
12 ноември во Метрополис арената во Скопје се одржува Скопскиот фестивал, еден убав настан кој што ќе го одбележи музички месец ноември. Новитет оваа година на фестивалот е тоа што победникот на истиот ќе освои само парична награда, односно нема да биде представник на Македонија на Евровизија. МТВ ќе ги соопшти деталите за изборот понатамошен околу евровизиската тема, а ние сега акцент даваме на Скопски фестивал. Представуваме дел од учесниците кои што ќе ги видиме на фестивалот. Мики Секуловски, добре ни дојде. Добре ме најдов. Мики, прв пат ли на Скопски фестивал? Не, ова ми е втор пат. Така? Значи настапував пред 2 години заедно со Јана Бурчевска во дует. Ова ми е прв пат како соло изvedувач на Скопски. Како течат подготовките? Па одлично, баш денес се снима дел од песните, нели? Ја присуствував таму и одлично, позитивна атмосфера. Секој во својата бранша, филм. да, во својот филм. Сега, за сега е одлично, па ќе видиме како ќе излезе на самата вечер на самиот фестивал. Така, предпоставам дека ќе се пее со ревиски оркестар повторно. Што за тебе како изведувач значи тоа? Па, одлично е, тоа е едно одлично искуство, пред се за добри вокали, нели? Како што сум јас, например. Не се шал. Супер сум, ево јас ќе те пофалам, баш убаво ќе биде да те слушнеме и со ревиски оркестар како тоа ќе звучи. Одлично искуство е, значи не е само еден бенд или не е само матрица, има повеќе музичари кои што знаете, уште поубаво чувство е кога е баш за оваа година песната е моја. Значи јас сум автор на музиката и на аранжманот, а на текстот е на Столе Аврамов. Така да многу убаво чувството кога група од 30 на музичари ќе ти го истира тоа што ти си го напишал, нели? Тоа е едно неописливо чувство, така да одлично искуство. Мики, нешто за песната кога веќе ја најавуваме. Да. Ќе откриеме ли детали или не смееме многу да зборуваме во каков стил ќе се движи? Балада ли ќе пееме, брзо ли нешто ќе пееме? Песната е брза, значи некој поп-рок стил, тој што мене лично највеќе ми одговара. Значи, како што кажав, песната е моја, текстот е на Стојанче Аврамов, се вика 1000 светови и за сега тоа, па ќе чуете на 12. Другите детали на 12. Под кој реден број настапуваш, дали тоа се знае? Па се уште не знаеме, значи на официјалната листа ја бев пишен како 15-ти, но мислам дека нели ќе се излекуваат наново под кој реден број ќе настапуваме, се уште тоа не се знае, па ќе добиете информации. А малку разочаран си, ајде сега да мислиме на убавите работи, еве да кажеме победник. Разочаран си што нема победник да оди на Евровизија? Не е за тоа. Зошто да не, знаете, мислам, убаво би било за секој пеач, барем во Македонија е на некој начин големо достигнување да настапиш, нели, на Евровизија, но МТВ оваа година одлучи, нели, да направи друг избор, значи да не биде од Скопски фестивал, па ќе видиме кој ќе биде, со која песна. Битно од Скопски фестивал, значи нема да оди тој што ќе победи. Мики Секуловски ќе си земе само 600.000 денари. Само. Да, утешна награда. Само 600.000 денари, убави награди има. Конечно на македонските фестивали ми се допаѓа тоа што се вреднуваат, нели, оние песни кои што се наградени. Мики Секуловски го гледаме на 12 во Метрополис арена. Ти посакувам среќа во настапот и ти благодарам што беше дел од Макс Сцена. Ви благодарам и вас и се слушаме некоја наредна прилика. Така, Мики Секуловски, наш гостин во Макс Сцена, како најава за неговиот настап на овогодинешниот Скопски фестивал на 12 јули во Метрополис арена. Дебар 98,9 FM. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Ход и ход, куќи на модерното време.
Нискоенергетски куќи, изработени од природни, еколошки и висококвалитетни материјали со најдобра топлотна и звучна изолација. Еколошки здрави за живеење, со мали трошоци за затоплување и ладење. Изградба за 30 до 60 дена, по цена двојно поевтина од било кој систем на градба. Ваше е само да обезбедите плац, да поставите фундамент и довод и одвод до фундаментот. Се друго е наша обврска. Систем Клуч на рака. Купи куќа. Купи во Хот и Хот. Улица Момин Поток безброј, Скопје. Телефон 23097 141. Нов електронски систем на ЈСП за поорганизиран и пофункционален јавен превоз, подобра информираност и мобилност на патниците, една картичка со единствен тарифен систем за сите превозници и единствена продажна мрежа, СМС сервиси и мобилни апликации, проверка на состојбата на картичката, информации за автобуските линии, времето на поаѓање или пристигнување. Заштедете време. Скопска. Новата приказна во градот. ЈСП Скопје. Volkswagen Passat за 50 денари. Чиста вистина, но само со државна лотарија на Македонија. Пробај си ја среќата, купи Instant Plus, среќни тркала и Passatот може да биде твој. Треба само да го изгребеш. Ако откриеш 4 среќни тркала, добиваш Passat, неизгребан, директно од салон на Porsche Македонија. Плюс гратис зимски гуми од Мотоцентар. Греби од забава, вози за задоволство. Државна лотарија на Македонија. За добро. Радио Слободна Македонија. Кичево 94,3 FM. Вести, македонска музичка сцена. Новитети, промоции, настани, албуми. 60 минути музика на кирилица на Радио Слободна Македонија. Мак сцена со Ване Марковски. Одев по жица, можев да летам, но ти ги скрати кријата. Пивам вода, отварам очи за се да видам, но видам само дно во небото. Доста е, преку глава ми е од се. Ако ме прашаш, што би ти кажал за крај, ти кажам, оди, оди, не се враќај. Нема добар начин да се стави крај. Не се јавувај и уживај во тој чај од очај. Жар, сега е пепел, која веќе не можам да ја кријам. Приказната, наша посебна вечерва, само ке ја сонуваш. Доста е, преку глава ми е од се. Ако ме прашаш, што би ти кажал за крај, те ти кажам, оди, оди, не се враќај. Нема добар начин да се стави крај. Не се јавувај и уживај во твој чај од очај. Ако ме прашаш, што би ти кажал за крај, ке ти кажам, оди, оди,
се враќај. Нема добар начин да се стави крај. Не се јавувај и уживај во твој чај од очај. Чај од очај, чај од очај, чај од очај. Не се јавувај и уживај во твој чај од очај. Чај од очај, чај од очај, чај од очај. Втор гостин во денешната Макс сцена, момчето кое што во вторникот имаше радио концертно го представивме неговиот деби албум кој што содржи 5 композиции, а сега малку со муабет. Борис, добре ни дојде во Макс сцена. Како си ти денеска, кажи ми како ти почна денов? Јас сум супер, како секој работен ден со врски, да те исправам само 8 композиции. 8 композиции, се извинувам. 8 композиции. Борис, сите 8 ги испеа во живо, ги испира со твојот колега на радио концертот. Да, кажи ми по 2 дена после истиот си ја слушна убаво снимката, кои се твоите впечатоци од тогаш? Ја слушнав на YouTube, видов дека ја објавивте снимката, супер, малце поразлично од сите аранжмани како што се песните во оригинална форма. Акустично отсвирани, супер звуча. Така, една недела и малку повеќе помина од промоцијата на твојот деби албум Дожлив ден. Ги запознаваме малку слушателите со тоа кој е Борис. Пред некоја година кариерата, ајде така ќе кажам, ја стартуваше во група PM. Таков беше составот. Реши сега да продолжиш самостојно. Точно, PM беше бенд кој што функционираше отприлика околу 4 години и кој што пред 2 години престана да функционира во составот кој што бевме. Јас започнав со еден мој соло проект пред значи 2 години и еве ги резултатите се овој албум кој што го гледаме тука од CD, наречено Дожлив ден. Дожлив ден ќе имаат можност да го добијат и нашите слушатели. Следете на фан страната на Facebook, имаме 2 изданија од овој убав албум со 8 композиции внатре кои што може да ги имате. Слушајте не денеска до 13 часот и пишувајте ни на Facebook веднаш под фотографијата од Борис која што ќе објавиме за 2 минути од сега. Борис, концертот помина, тоа ти беше второто представување радиско на песните, помина и промоцијата, впечатоците. Ако сега ги сумираме недела и пол после промоцијата, какви се? Не знам, јас сум субјективно да кажам дека се уште сум под импресии за се тоа што се случи и ги гледам, ги слушам реакциите на луѓето кои што го преслушаа материјалот. Задоволен сум генерално и сакам да кажам дека ова е само почеток на тоа ја што го спремам. На твојот музички сон, така? Па секако. Да. Ова е само еден добар старт кој што не очекував дека ќе излезе вака, кој што излезе добро во позитивна смисла и веќе ќе се спремам за нов материјал на почеток на следната година. Машала, зошто Дожлив ден? Колку време се размислуваше која нумера да биде носечка на албумот? Веднаш. Знам дека е деби албум, сигурно не било баш така лесно да се... Знаеш како, овој албум е една приказна. Самиот по себе, сите 8 песни, така како што се наредени на CD, си носат вистинска приказна која што започнува во тој дождлив ден и приказната завршува со сонце во последната композиција. Веднаш знаев дека албумот ќе се вика Дождлив ден, заради целата тематика и заради сета таа меланхоличност на песните која што и на текстовите на музиката. Не сакав да направам нешто што ќе биде, ајде да речам, доста видено и секојдневно кај нас. Обично прават авторите песни кои што ќе ги расположат луѓето. Јас едноставно ова парче тука, душа, го направив од искрена емоција. Така, и според одговорот успеа во тоа, така? Во замислата, во целта. Барем така можам да заклучам. Да, успеав. Луѓето кои што успеа да го разберат тоа, го разбраа. Оние кои што не успеа, се надевам дека некоја наредна прилика со некој нов материјал ќе ги допре повеќе.
Така. Борис, она што го изјавуваш за време на промоцијата по весниците, велиш кога човек има желба и мотив за работа, може да стигне до целта. Твојата цел е издавање на албуми или повеќе во музиката размислуваш по високо малку? Концерти можеби во иднина? Имаме ли некоја цел по-висока? Да, имам. Албумот завршува така, таа приказна тука. Секако дека имам висока цел заради тоа што го сакам. Ја сакам оваа работа. Значи не е само одиш во студио, снимаш албум, промовираш и тоа е тоа, него сакам она што го работам да се прошири надвор од границите на Македонија и на Балканов. Така. Борис, ти благодарам за твоето гостување, за тоа што и нашите слушатели на Макс Сцена имаа можност малку одблиску да се запознаат со тебе и со ова, како што го нарекуваш, твое парче мужичка душа. Дожлив ден, следете на Facebook, таму ќе може да добијат двајца наши слушатели по еден албум и да се уживаат во 8-те композиции сместени на него. Во меѓувреме ве потсетувам дека Борис свети за од почетокот на следнава година нов музички материјал. Да. Малку брзо, браво. Ване, ти се смееш секогаш ја кога ќе најавам нешто, меѓутоа. Се смеам од среќа. Убаво е кога вака млади музичари навистина работат и обично до сегашново искуство издавање на албум, па потоа година-две пауза, што јас не го почитувам. Зошто? Нема потреба. Јас сум инспириран од моето секојдневие, инспириран сум од сите негативни и позитивни критики и можам да најавам за многу брзо време нов материјал. Така. Ти благодарам за гостувањето. Фала уште еднаш за поканата и за поддршката која што вашето радио ми ја дава. Така, се слушаме ни и се гледаме во следна прилика. Овој блок од Макс Сцена, каде што гости ни беше Борис, го заокружуваме музички со Дожлив ден, но сечката песна на деби албумот на Борис. Само си овени не замрзнати кога замина срцево мое го сплакува и од тогаш небото го разплакуваш мраза кога плановите пропаѓа, време проаѓа, секој нов ден што доаѓа е дождлив. Облаци се љубат, а ние не секој ден. Секој ден
te, bez tebe mi Од годишните времиња. Есента е љубовта моја. Радио Слободна Македонија. Бесплатно емитување. Уште една прекрасна балетска представа во македонската опера и балет. Дамата со камелии, познатата приказна од популарната Травијата, преточена во танцова експресија на кореографот Василий Медведев од Русија. Првенците Александра Мијалкова и Васил Чичијашвили во главните улоги. Диригент Бисера Чадловска. Дамата со камелии, една од најубавите балетски продукции. Вторник, 10 ноември, почеток 20 часот. Бесплатно емитување. Дирекција за култура и уметност на Скопје ви ги најавува есенските музички свечености 2015 од 6 до 30 ноември. Свечено отворање со ексклузивниот концерт на Керем Гурсев Трио Турција и камерниот оркестар на Битола под диригентската палка на Сашо Татарчевски. 6 ноември, Дом на Арама, со почеток од 20 часот. Билети во Југотон, Пола Југотон и на билетарата на Дом на Арама. Бесплатно емитување. Марс, Македонски радиски фестивал 2015. 24 ноември, Македонска опера и балет во 20 часот и 30 минути. Парада на звезди, ревија на хитови, гости од регионот, награди за најпопуларните. Македонските звезди и нивните годинешни хитови. Засилени со специјалните гости Хари Матахари и Елена Томашевиќ. Македонскиот музички All Stars и годинава ќе пее на Марс. Радио Слободна Македонија. Макс Сцена на Радио Слободна Македонија. Вико да не си бил тој што ме повредил. Не. Твојот поглед знај ме убива, со насмевка заробуваш ода. Те молам замолчи, ништо не зборувај. Нема збор, тој стално ти потонува. Секој допир твој сега е одбивен. Твојот подпис стои во солзите. Ти не ги помниш, зарем не? Ти не ги помниш, зарем не? Кога ќе помине времето, ќе ги открие. Од овој сон разбуди ме. Од него ти разбери ме. Од овој сон разбуди ме. Од него ти разбери ме.
овој сон, сон, разбуди ме. Од него ти раздели ме. Од овој сон, сон, разбуди ме. Од него ти раздели ме. Вести, македонска музичка сцена. Новитети, промоции, настани, албум. 60 минути музика на кирилица на Радио Слободна Македонија. Мак сцена со Ване Марковски. Емисијата која што ги третира сите настани и случувања на македонската музичка сцена, ексклузивно промовира, но и е секогаш тука за оние најнови случувања и избеднувања на нашата музика, но и представување и афирмација за, ќе кажам, на една страна нови музички имиња, а на друга страна нема да ми замери Стефанија и не толку јавно експонирани. Добре ни дојде. Прво. Ви благодарам на поканата, Ване. Во Мак сцена секогаш даваме простор на уметници кои што не се само млади во години, туку и млади во кариера, уметници кои што ни доаѓаат со убави приказни во студиото и сакаат тоа да го пренесат на слушателите. Таква и твојата приказна ни доаѓа од Битола заедно со тебе во пакет. Стефанија, во Скопје дојде денеска или од вчера си тука? Јас сум постојано Скопје Битола, да, ни цела Македонија ме има, да ти кажам, Ване, право. Сега со овие промоции, значи, ќе ме има и почесто низ Македонија. Започнавме со Битола на 30 октомври, направив за прв пат во Домот на културата промоција на мојот албум и на трите нови видеозаписи на еден многу специфичен начин, преку перформанс, преку изразување чувства и емоции на тело. Значи, телото беше нашето основно средство за изразување. Исто така ги имав покането и глувонемите деца, односно децата со оштетен слух и говор од Битола, од Заводот за рехабилитација. Тие сакаат да ја пренесат оваа порака, да ја пренесат мојата мисла преку нивниот знаковен јазик. Так, проектот има да кажа многу, има да пренесе, како што кажа, силна мисла, но и да освести многу емотивни теми. Албумот кој што се промовира носи наслов Ретро, перспектива 2015. Твоето име е Стефанија, само да подсетам за оние кои што сега се вклучуваат, а промоцијата на истиот веќе нема да го нарекувам албум, туку проект, затоа што опфаќа, како што и ти самата кажа, повеќе фази на реализација и повеќе приказна во себе. Стартуваше од Битола на 30 октомври. Како помина таму промоцијата? Епа вака, значи прво за албумот. Албумот е составен од 11 песни. 4 песни се всушност детски песни, преработени, односно со нов аранжман. Другите 2 песни се соработка со DJ Боза од Канада, со DJ Аце Мице имаме нова соработка, Дарко Пандовски, Васко Мирчевски и Марк Пърпос ми направи целосен мастеринг и нови аранжмани на дел од песните. Песните се работени од 2010 година, значи дел по дел ги собирав, а детските се разбира дека биле околу 2005 година, кога сум била малечка, но сега, конечно, во 2015 јас направив еден пакет и ќе биде промовиран, како што кажавме, на различен начин. Так. Во Битола поминавме одлично, прекрасно и секако дека ќе имаат можност, значи, да ме гледаат и во другите градови, како Охрид, Прилеп, Струмица, Гевгелија, Штип, Велес и Скопје на 2 во МКЦ и на 17 во МНТ. Зборуваме за декември, така? Декември, да. Ете така. Одиме со реклами, па се враќаме со разговор.
реклами. Во новиот број на Република ќе читате: обвинителите го бранат уставот, специјалната пред уставен суд, втора амнестија за Заев, предавници и свиркачи во ист кош, интервју Нола Измаиловска-Старова, македонското чувство е непроменливо, ерусалимско слово до Муртино, политиката не е за секого, природата не може да се контролира, поплавите најголема опасност за земјоделците. Со секојдневни нови информации читајте на republika.mk. Новиот број е во продажба од 16 октомври. Ход Глобал – идеално решение за решавање на станбеното прашање преку проектот Купи куќа, купи стан. Само за проектот Купи куќа, купи стан, Ход и Ход ги намалува цените на 280 евра за метар квадратен. Преку субвенциониран стамбен кредит до куќа која ги задоволува сите стандарди на модерен, удобен и економичен начин на живеење, со мали трошоци за ладење и греење. Купи куќа, купи во Ход и Ход. Улица Момин поток без број, Скопје. Телефон 23097 141. Радио Слободна Македонија. Макс цена на Радио Слободна Македонија. Новитет на радио. Ексклузивна радиопромоција. Кога сме ке новитетите, Стефанија, ексклузивно слушаме дел од неколкуте твои песни кои што ги има на албумот. За жал не можеме сите денеска да ги слушнеме, но ќе се вртат на радио. Волшебен миг, тоа е она што сега го слушаме. Една од песните и мој фаворит, ми се допаѓа, да ти кажам многу. Имаме ли за оваа песна спот? Ти благодарам, да, секако дека имаме. И 3 спота промовиравме, но за нив дознаваме и мобитиме за многу кратко. Капките од дождот не ги чувствувам, како сето ова да е сон. Нозете не можам да ги поместам, тежат еден тон. Мислите се множат и не запираат, постојано вртат се во круг. Одговори нема и молкот царува, нема ниту звук. Сами дождот и јас, дали ке го чујам? Волшебен, волшебен миг, свети твојот лик. Дождот нека престане, светот нека застане. Волшебен, волшебен миг, свети твојот лик. Дождот нека престане, светот нека застане. Очите не можам да ги насолзам, дождот тоа прави некој трик. Усните од болка сами треперат, пуштам чуден крик. Сами дождот и јас, дали ке го чујам? Волшебен, волшебен миг, свети твојот лик. Дождот нека престане, светот нека
На промоцијата на првиот музички албум Стефанија кажавме дека промовиравте и видеозаписи, 3 вкупно. Еден видеозапис беше и за ово што го слушнавме пред малку и за кои други 2 песни? Значи, за Волшебен миг и за Безнадежен беа направени нови видеозаписи од страна на Гнасни деца продукција, тие се битолчани, и уште еден видеозапис на Денс, соработката со DJ Аце Мице од страна на МВ продукција Скопје. Како се задоволна, можеби поминале само неколку дена од стартот на проектот, но како се задоволна од овие први неколку дена како тече неговата реализација? Знам дека периодот се дели во 2 дела, подготовката и сега реализацијата. Ова второто е понапорно, дефинитивно, ако се согласи со мен. Точно така, значи јас сум на самиот почеток, така да тоа што се случува ќе си покаже времето што ќе се случува понатаму. Тоа што се случува сега, јас сум презадоволна и пресреќна. Тоа што вие ме поканивте тука, значи има доста позитивен резултат. Така? Точно така. Тука сме и да ги вртиме твоите песни и она што е всушност дел од овој твој албум и убаво да ја пренесуваме приказната на слушателите. Јас ти благодарам што беше дел од Макс Сцена на Радио Слободна Македонија и се надевам дека ќе се гледаме почесто за да промовираме убави новости кои што ќе ни доаѓаат од твојата музичка коина. Секако, значи јас сум премногу благодарна уште еднаш да кажам, значи секоја информација што сакаат гледачите да ја најдат за мене, може да ја најдат на официјалната страница stefaniaofficial.com или на Facebook сум напишана Стефанија. Ви благодарам уште еднаш и секако до наредна прилика. Да, морам да те пофалам и за веб страната, убава идеја и фамилиарно само да потенцираме дека си работите заедно, така? Точно така, ние сме еден пакет, брат ми е мојот официјален менаџер застапник и мојата мајка која се грижи, Анастасија, која се грижи за облеката, секако за дизајнот. И јас сум кореографот и пејачот и така натаму. Значи ние сме еден пакет. Ти благодарам за гостувањето. Ти благодарам и тебе. Благодарам и на вам, почитувани слушатели, што го слушавте ова 6-то издание на Макс Сцена, емисијата која што ги третира сите новости поврзани со македонската музика и случувањата на нашата музичка сцена. Следете ги и репризните изданија и слушајте Радио Слободна Македонија. Со мене веќе стандардно се дружиме вечерва од 18 до 21, бидејќи го имаме мозаикот за крај од еден убав работен ден. Уредник и водител Ване Марковски, музички уредник Иван Бечковиќ, техничка реализација Владо Дамјановски. Продукција Радио Слободна Македонија, ден 5 ноември 2015 година. Слушавте Макс Сцена, а за крај е уште нешто ново од нашата македонска музика што го промовиравме ексклузивно минатиот четврток, а сега се подсетуваме на Тајзи и Семије со тебе. Па на место кеш барам љубов за мотиво, светот на плячки, лаги и други. Тешко ја наоѓаш таа што ќе ти роди. Кога те видов тебе кота не сум видов жена. Кога ми влезе ти у кревет ко нешто да земав, све друго би шитнал. Колку си ми битна, полуде по неја луѓе, викајте ми хитна. Ла 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 лу, себе со тебе. Ла 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 лу, без граници, без време. Прстена рака, со тебе сакам моментот вака, сека да остане. Ла 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 лу, себе со тебе. Ла 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 лу, без граници, без време, една си у милион. Со прстена рака, со тебе сакам моментот вака, сека да остане. Секоја насмевка, критика, совет, а ми буди љубов, искрена, чиста, како со тебе, со никоја никад. Те гледам кога спиеш и те слушам како дишеш. Сонце што те грее, рука солзе што ти брише. Животот те клише, ако не си зближен со жената која си е сакал највише. Ла 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 ла
lo. Sve mjesto tebe, la 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 lo. Bez granici, bez vremena si u milion. Zaprostena raka su tebe svaka moment od svaka sekada ostane. La 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 lo. Sve mjesto tebe, la 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 lo. Bez granici, bez vremena si u milion. Zaprostena raka su tebe svaka moment od svaka sekada ostane. Вести, македонска музичка сцена. Новитети, промоции, настани, албум. 60 минути музика на кирилица на Радио Слободна Македонија. Макс Сцена.